Македонската јавност се простува од уште една актерска легенда. На 75 годишна возраст, по долга борба со здравствените проблеми, почина Гоце Тодоровски, актерот кој со децении беше вистински символ на македонскиот хумор, театар и телевизија. Зад Гоце остануваат десетици маестрално одиграни улоги во театарот, на телевизијата и на радиото. За пошироката публика, неговото име за секогаш ќе остане синоним за култните македонски народни приказни, каде преку автентичните ликови со топлина и харизма помогна народното творештво, традицијата и македонскиот збор да допрат до секој дом. Гостиварци од денес може да ја користат водата како техничка, но не и за пиење и за приготвување храна. Граѓаните од денеска може да ја користат водата од градскиот водовод за туширање и други домашни потреби, но не и за пиење и готвење. Од кризниот штаб информираат дека анализите покажале дека нема повеќе присуство на фекални бактерии, а контролите ќе продолжат до добивање потврда дека водата е безбедна за консумирање. И покрај тоа што водата не се пие веќе 10 дена, по градот и понатаму има граѓани кои бараат лекарска помош поради стомачните губи, а изминатиот викенд на инфективното оделение биле примени едно дете и еден возрасен пациент. Следните 3 минути ви ги носиме најважните вести од Македонија и светот. Нови заболени од западно-нилска треска во Македонија. Потврдени се 7 случаи. Сите имаат тешки симптоми на централниот нервен систем. Регистрирани се 8 случаи, од кои 7 се потврдени, а еден се води како веројатен, соопшти Институтот за јавно здравје. Сите пациенти развиле потешки симптоми на централниот нервен систем и биле хоспитализирани, а тројца веќе се пуштени на домашно лекување. На оние што денеска патуваат кон Грција ќе им треба малку повеќе време и трпение. Штрајк ја закочи границата со Грција. Камионите не смеат да поминуваат, колите ќе се пуштаат на секој 10 минути. На граничниот преминев зони утрово има застој поради штрајк на грчките цариници, а се очекуваат задржување и на Дојрани и Ники. Патничките возила се пропуштаат на секој 10 минути, додека товарниот сообраќај е целосно запрен, поради што се формираат колони и се зголемува времето на чекање. Надлежните препорачуваат патниците пред поаѓање да ја проверат состојбата на премините и да планираат дополнително време за патување. Новата влада не ги убеди граѓаните дека ќе биде поефикасна. Слободен печат минатата недела спроведе анкета меѓу своите читатели, а резултатите покажуваат дека повеќе од 3/4 не веруваат дека реконструираниот владин состав ќе работи поефикасно. Негативно одговориле 76,32% од анкетираните. 21% очекуваат подобри резултати, а 2,69% немаат став. Прекинот на струја наводно го сопрел хлорирањето на водата во Крушево. Ангелов бара случајот да не се споредува со Гостивар. Поради едночасовен прекин на електричната енергија накратко престанал да работи уредот за хлорирање на водата во Крушево, но веднаш по нормализирањето на снабдувањето процесот продолжил. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов порача дека овој случај не треба да се споредува со оној во Гостивар, бидејќи во Крушево нема пријавени граѓани со здравствени проблеми и се очекува состојбата целосно да се стабилизира. По загриженоста што ја предизвикаа последните случаи со водата во земјава, анализите покажаа дека водата во Скопје е безбедна за пиење. Секторот за санитарна контрола при јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје утрово соопшти дека скопјани пијат потполно технички и микробиолошки исправна вода. Од полноќ поскапуваат сите горива. Дизелот ќе чини 98,5 денари за литар.
Возачите од полно ќе плаќаат поскапо гориво, откако Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за ново зголемување на цените. Дизелот поскапува за 4,5 денари и ќе се продава по 98,5 денари за литар. Бензините се зголемуваат за 3 денари, а од РКЕ велат дека причината е растот на цените на нафтените деривати на светските пазари. По низата не толку убави вести, денеска имаме една поубава слика од Македонија. Почнува 48-миот Илинденски конјички марш. Околу 40 конјаници, меѓу кои 5 девојки, попладне ќе тргнат од Горно Лисиче, а по пат ќе им се приклучат учесници од Свети Николе, Кичево и Битола, пред заеднички да пристигнат во Крушево на чествувањето на Илинден на 2 август. Автомобил влета во толпа на протест за поддршка на студентите во Србија. Во Бачка Паланка вчера дошло до инцидент за време на мирен протест за поддршка на студентите кога автомобил влетал во колоната граѓани. Двајца учесници биле полесно повредени, а на местото интервенирала итната медицинска помош и сообраќајната полиција. Според очевидците, возачот со автомобилот се залетел кон учесниците, пошто граѓаните го опколиле возилото. Србин уапсен за смртни закани кон српскиот председател. Вучик рече, ќе му помогнам правно, сигурно е добар домаќин. 55 годишен жител на Крагуевац е уапсен под сомнение дека во видео објавено на Facebook му се заканувал со смрт на српскиот председател Александар Вучик и на уредникот на весникот Информер. Вучик порача дека не се чувствува загрозен и дека ќе се обиде да му помогне во постапката, додека полицијата случајот го води како загрозување на сигурноста. Драма на лет за Дубровник. Пукнал прозор. Авионот итно бил пренасочен кон Виена. Непријатна ситуација за патниците на летот од Осло кон Дубровник, откако за време на летот бил уштетен еден од прозорците на авионот. Екипажот одлучил како мерка на предпазливост да го пренасочи летот и авионот безбедно слетал на аеродромот во Виена, а за патниците обезбеден заменски авион. Шумските пожари се приближуваат кон Бордо. Макрон свика итен кризен состанок. Огнената стихија во Франција и Шпанија продолжува да се шири, а пожарите во Франција се приближија на само 15 километри од Бордо. Францускиот председател Емануел Макрон свика итен состанок на кабинетот додека повеќе од 330.000 луѓе во двете зими се евакуирани поради опасноста од пожарите. Голема заплена во Атлантикот. Пронајдени 2,6 тони кокаин вреден 500 милиони евра. Италијанската финансиска полиција спречи голема пратка кокаин во Атлантскиот океан во близина на брегот на Португалија. Другата била пронајдена на брз чамец, а во акцијата се уапсени 4 лица од Шпанија, Гибралтар и Италија. Демонстранти и полицајци се судрија во Палма де Мајорка. Службите пукаа со гумени куршуми. Илјадници луѓе излегоа на улиците во Палма де Мајорка против прекумерниот туризам, а протестот заврши со судири со полицијата. Околу 25.000 демонстранти учествувале во маршот, пошто полицијата употребила гумени куршуми и палки, а најмалку 7 лица биле повредени. Русија се огласи пред средбата меѓу Трамп и Зеленски. Немаме никакви мировни предлози. Пред средбата меѓу американскиот и украинскиот председател Русија соопшти дека нема добиено конкретни предлози за ново мировно решение. Од Кремљ велат дека немаат информации за иницијативи поврзани со запирање на воздушните напади или нова рунда преговори за Украина. Поранешниот јужнокорејски председател е осуден за лажење во изборната кампања. Суд во Сеул го прогласи поранешниот председател на Јужна Кореја Јун Сук Јеол за виновен за давање лажни изјави за време на изборната кампања во 2022 година. Тој доби 18 месеци затворска казна условно на 3 години, а доколку пресудата стане правосилна, неговата партија би можела да враќа милиони долари изборни средства.
Иран тврди дека нема да напаѓа се додека Америка се воздржува. Тензиите меѓу Иран и САД привремено се намалуваат откако Техеран порача дека нема да напаѓа доколку Вашингтон се воздржува од воени дејствија. Изјавата доаѓа по паузирањето на американската воздушна кампања, додека двете страни оставаат простор за можни дипломатски разговори. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mg. До гледање.